По повод Меѓународниот ден за достоинствена работа, Сдружение Достоинствен работник акцентот го стават на домашните работници, поточно подобрување на работните услови на домашните работници во локалните заедници Прилеп и Штип. Идејата за означување на овој ден е дека домашната работа во Република Македонија е со висок удел, кој што зафаќа дел од работниците од ранливите категории, кои што не се евидентирани во системот. Поточно, тие се влезени во сивата економија. Можеме да напоменеме дека најголем број од работниците кои што извршуваат домашна работа се бибеситери, земјоделски работници, негуватели на стари лица и така натаму, каде што овие работници не се евидентирани во системот во согласност со Законот за работни односи и Законот за пензијско-инвалидско осигурување. Што значи дека овие здруженија, Достоинствен работник и Гласен текстилец, по повод Меѓународниот ден за достоинствена работа, става акцент главен да овие работници бидат дел заедно со останатите категории на работници кои што се од другите сектори, поточно да бидат евидентирани од страна на Министерството за труд и социјална политика и Државниот инспекторат за труд, кои што се главни носители на Законот за работни односи. Исто така може да се напомене дека домашните работници не се доволно заштитени според Законот за безбедност и здравје при работа, каде што нивната работа не е доволно прецизирана во Законот за работни односи и поточно не е во согласност со Конвенцијата за пристојна работа на домашните работници од страна на Меѓународната организација на трудот. Може да се напомене дека во земјите на развој околу 4 до 12% од овие работници се неплатени, што значи дека е голем процентот, додека во Република Македонија околу 20.000 домашни работници не се евидентирани во системот, тоа се во делот на сивата економија. Тоа значи дека секој оној кој што ангажира домашен работник во својот дом мора да биде евидентиран, а со тоа дали преку Агенцијата за вработување или преку агенциите за привремени вработувања, кои што водат евиденции за домашните работници, а со тоа да се даде и внимание на нивната заштита и тоест унапредување на нивните работни услови. Значи, по повод Меѓународниот ден за достоинствена работа, 7 октомври, Сдружение Достоинствен работник, им честита овој ден, затоа што ова година е со акцент на домашните работници од страна на Меѓународната организација на трудот, исто така и од Светската конфедерација на синдикатите. Значи, бројката е неофицијална од 20.000 домашни работници, кои што е евидентирана од страна на агенциите за привремени вработувања, кои што дел од лицата кои што ги ангажираат овие работници, кои што сакаат да бидат дел од системот, но имаме она неформална бројка која што е на границата на сивата економија, кои што од тука сакаме да бидат евидентирани и заштитени во согласно со законските регулативи во Република Македонија, а со тоа да им дадеме и достоинствена живот, а со тоа и фактички приходот кој што го заработува, кој што го исплаќаат како дневница, кој што се движи во Република Македонија од 800 до 1500 денари дневно. Значи, овие работници мора да бидат евидентирани, а со тоа влегуваат во системот заедно со останатите работници од другите сектори, кои што се дел во согласно со Законот за работни односи и во согласно со Законот за безбедност и здравје при работа. Значи, како домашни работници спаѓаат негуватели при помош на стари лица, бибеситери, негуватели на помош за лица со посебни потреби, а исто така и спаѓаат и земјоделските работници, потоа имаме цепачите на дрва и други кои што не се влезени дел во согласно со Законот за работни односи. Кај нас во Република Македонија Законот за работни односи сега во текот на ова година има измена дополнувања, но сепак и во тие измени увидовме дека делот од домашните работници не се ставени и регулирани со овој закон, така да Министерството за труд и социјална политика и Државниот инспекторат за труд мора, потхитно овој закон дур не е пуштен во собранинска процедура, да се измени и дополни за да биде нормално како достоинствено и за нив и да бидат дел од системот.